Добар ден, драги гледачи, почна работната недела и секако ние почнуваме со вас да го очекуваме на телефонскиот број 02 307 6677. А зашто ќе дискутираме кога ќе се јавите, Тина ќе ви открие. Ќе дискутираме за нешто што е најверојатно болка на многумина, а тоа се кредитите. Она што организацијата на потрошувачи предупредува е граѓаните внимателно со кредитите. А она што ние ве прашуваме е секако дали доволно сте запознаени со условите за кредити, дали доволно добро и разумно го исчитувате до крај договорот кој што го треба да го подпишете и секако она што сакаме да ни го откриете какво е вашето искуство со кредити. А во продолжение секако, како и секогаш, подготвивме анкета на која што вие ќе дадете свој одговор. Токму така, ние на нашата социјална мрежа на Инстаграм подготвивме анкетно прашање. Секако Тина ви откри нашата главна тема, а ние како подтема, односно подтема под прашање, дали ги читате редовите со мали букви долу на крајот на договорот? И тука ви даваме две опции со да и не да гласате. Едноставно прашање и очекуваме да гласате и покрај тоа што очекуваме да гласате на ова наше анкетно прашање, очекуваме и кога ќе зазвоните на телефонски број 02 307 6677 да ни откриете дали ги читате редовите со мали букви долу на крај на договорот. А сега е време додека се подготвите 0230766777 зборуваме за условите за кредити, какво е вашето искуство со аплицирање, подигање и користење на кредити и се разбира додека да се загреете и подготвите, ние ќе ве потсетиме што не смеете вечерва да пропуштите. Шведска и Финска во НАТО, неминовност или провокација кон Русија? Дали ЕУ проширувањето ке скршне кон резервна клупа? Гости Мухамед Халили, поранешен амбасадор, и Александар Нацев од Центарот за безбедносни истражувања. Топ тема со Боби Христов вечерва во 19:15. Да повторно не гледате мене и те, оно што е важно е да ве подсетиме дека на 02 307 6677 како црвена линија денес вас граѓаните ве прашуваме. Дали сте внимателни околу читањето на договорите за кредити, дали аплицирате за кредити, дали веќе имате подигнато кредити, какво е вашето искуство со целата оваа приказна. Меѓу другото и анкетното прашање е уште поважно, Тео само ќе ве потсети со што ќе одговорите со да и не, а потоа веднаш ќе укажеме на тоа што ќе може да проследите понатаму во црвена линија. Токму така, нашето анкетно прашање е дали ги читате редовите со мали букви долу на крај на договорот и на кратко да ја потсетам, покрај тоа што ве чекуваме на телефонскиот број 02 307 6677, ние исто така и највеќе ве очекуваме на нашите социјални мрежи на Инстаграм црвена линија, Facebook црвена линија и Твитер црвена линија. Во коментари на тема на денот, па можете и во пораки, ништо страшно и таму, да ни откриете вашето размислување и вашето општо мислење за оваа наша главна тема, па нормално и за нашата подтема. Дали имате искуство со тоа, како мислите за воиднина, пишете, не се срамете. Така, секако нешто подоцна ќе имаме вклучување, односно наши денешни гости, ќе бидат Елена Таховска, председател на Сдруженијето Кредит Протект и председателот на невладината организација Љубезност, господинот Тони Станковски. Со нив и нивното искуство со нивните клиенти, сите оние кои што од кредитоспособни нешто подоцна стануваат некредитоспособни и завлагаат во долгови, ке они откријат секако какво е нивното искуство. А вашето го очекуваме на 02 307 6677. Така, и кога веќе сме запознаени со сите, мислам дека е време да го приклучиме нашиот прв гостин. Така, еве веќе имаме на линија Елена Таховска, ќе потсетам од Кредит Протект. Како сте? Дали сте добри и пред се благодарам што одвоивте време да бидете дел од овакво денешно издание на Црвена линија. Добар ден, ви благодарам на поканата. Па еве на самиот старт, бидејќи ви имате долгогодишно искуство кога станува збор за кредитите и она со што се соочуваат граѓаните, и од ваше искуство колку граѓаните се правилно информирани при аплицирање за кредити и колку всушност внимателно ги читаат договорите пред да ги потпишат?
Па за жал мора да кажеме дека не се доволно информирани. Транспарентноста на финансиските институции е слаба страна. Реално многу ретко им ги предочуваат сите можни трошоци или начинот на промена на каматна стапка, на условите за кредит, што многу често не им ги пренесуваат сите трошоци со кои што може да се соочат во текот на користење на кредитот. Најчесто соопштуваат само ако има фиксна каматна стапка, а не им предочуваат дека во понатамошниот тек од користење на кредитот таа каматна стапка може да се промени. Не се информирани, најчесто не се информирани дека постои промена на договорните услови, што е многу битно. Граѓаните треба да внимаваат дали договорните услови може да се променат согласно закон само или со интерни акти на банката или финансиското друштво, финансиската институција, дали можат самоволно финансиски институции да ги менуваат каматните стапки и трошоците што се вклучени. Да внимаваат дека трошоците може да бидат именувани како провизии, надоместоци, со различни називи кои што дополнително можат само да ги обременат со дополнителен товар во текот на користење на кредитот. И за жал сите, иако начелото на транспарентност е едно од најбитните начела по кои што треба да се водат финансиски институции, многу често го занемаруваат тоа начело и најчесто поготово кога се работи за потрошувачки кредити, тие ненаменски, брзи кредити, само им кога доаѓаат луѓето да го потпишат договорот за кредит, зборуваат само за каматната стапка, многу ретко им ги предочуваат купните трошоци што би можеле да ги имаат во текот на кредитот. За жал, многу договорите што ги потпишуваат се обично обемни, по 20 на страни, и луѓето не се баш секогаш во можност да ги прочитаат и најчесто не им ни оставаат простор да ги прочитаат договорите за кредит. Обично веќе кога е се договорено им ги даваат да ги потпишат од нога и дури што се вика на самиот граѓанин му е незгодно ако каже дека сака да го прочита договорот и да види што се е предвидено во самиот договор. Така, нешто како веќе кога ги кажавте стамбените, потрошувачките певи и брзите кредити, за какви кредити најчесто аплицираат граѓаните? Па најчесто се потрошувачки ненаменски кредити. Може да се каже дека по број тој тип на кредит најчесто се користи од причина што самата исплата на тие кредити е доста често побрза. За разлика од стамбените кредити се наменски, тоа е голема инвестиција во која што се вклучуваат граѓаните, секако претходно добро размислуваат дали да земат таков кредит. Вклучува сам голема анализа од финансиската институција пред да се исплати таквиот тип на кредити или без разлика било каков наменски кредит, така е. А потрошувачките кредити се често побрзи и најомилени за финансиските институции, бидејќи реално тие им создаваат и најголем профит од аспект провизиите и каматните стапки за овој тип на кредити се највисоки. И најпримамливи се за самите финансиски институции да ги нудат овие кредити, да ги исплаќаат, а и често и се имаат и самите граѓани имаат потреба од ваков тип на продукти на кредити. Напоменавте дека договорите кои што треба да ги исчитаат се по некои 20 на страни. Граѓаните најчесто се сконцентрирани на тоа што побрзо да ги добијат парите кои што им се неопходни, прескокнуваат страници цели да исчитаат, а камоли малите букви, па еве нешто подоцна со какви проблеми се соочуваат, подоцна искуството што вели? Најчесто заради тоа што ги пресокнуваат, да кажеме, тие битни членови од аспект чисто да напоменам за граѓаните, значи да, можеби наша одговорност е сите треба да прочитаме што потпишуваме. Меѓутоа веќе ако не постои простор, време да се исчита цел договор, да се обрне внимание на одредени членови што се однесуваат на каматната стапка, промена на каматна стапка, трошоци, провизии, надоместоци, нешто што би имало финансиско влијание, финансиски импакт на самиот клиент. Секогаш барем да видат, обично се издвоени под посебни наслови, посебни договорни услови и многу често поради тоа што овие услови не им се предочени или не ги читаат договорите за кредит, веќе по исплата на кредитот се соочуваат, да кажеме, на еден начин со шок. Гледаат дека реално земале кредит со одредена каматна ставка, меѓутоа кога ќе видат ставката на вкупни трошоци, износот на рата и вкупниот износ што треба го вратат на крајот на
отплата на кредитот е многу поголем од тоа што очекувале. Од аспект, пример, не знам, финансиската институција ве прашува дали брзо ви требаат пари. Нели, ќе кажеме нормално што побрзо побола, меѓутоа не ви кажуваат дека за брза исплата на средствата се наплаќа провизија. Вие тоа го дознавате дури од отпуснот, како веќе сте го потпишале договорот и тие трошоци се вклучени во отплатата на кредит. Еве, многу кусо, на што најмногу треба да внимаваат? Сето тоа да изгледа и да биде подобро реализирано, за да не ги доживуваат овие шокови. Еве еден совет до сите нас. Најмногу да внимаваат условите под кои што финансиската институција може да ги менува договорните услови, кои провизии се предвидуваат, кои трошоци се предвидуваат, дали начинот на кој што ќе бидат известени за таквата промена, дали пример ќе биде по мејл, по SMS, на објава на веб страна, едноставно затоа што и во самото користење на кредитот тие услови може да се променат. Да се информираат дали тој тип на кредит вклучува одредени дополнителни трошоци што може да го обременат, односно дали тука спајаат некои трошоци за дополнителни обработки на барањата, за дополнително сервисирање, за промена на договорни услови. Многу често луѓето нели бараат дали да отплатат некоја поголема рата или дали да им се пролонгира рокот на кредитот, пример, ако не може да го сервисираат. Значи тоа да го видат во самата финансиска институција што би значило како трошок за нив. Да се информираат дали во самиот договор за кредит се повикува на одредени тарифници, општи и посебни деловни регулативи што е предвидено во нив, затоа што многу често тие скриени трошоци што финансиските институции многу сакаат да ги внесат во самите договори за кредит се предвидени во тие посебни документи што реално се достапни дали на веб страна, дали во самите филијали на финансиските институции, меѓутоа никој не ги спомнува и никој не им обрнува внимание на таквиот тип на трошоци што се предвидени во тие акти. Благодарам. Ако е тоа се, дали може би има уште некоја ставка еве да не ја испуштиме и ние да не брзаме како граѓаните со потпишување договори? За жал, финансиските институции секогаш се иновативни, секогаш им текнува начин на кој што можат да вметнат одредени стапки како трошоци, дури да ги научиме сите, они повторно ќе најдат начин како да го направат тоа, меѓутоа точно битно е да се чита што се потпишува, барем да се обрне внимание на сите битни елементи и што би значило тоа како финансиски импакт на самиот корисник на кредит. Трошоци, провизии, надоместоци, промена на каматна стапка. Так. Мора да се информирани во секој случај што значи тоа за нив. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и се разбра доколку сте расположени, продолжете да не следите, бидејќи она што следува се граѓаните и нивниот став, мислење и преси искуство на оваа тема наречена кредити. Благодарам уште еднаш. А од режија ни јавуваат дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Овде добро што Советот на потрошувачи се јави еднаш да укаже на некои недоследности при земање на разни кредити од кои потрошувачки, наменски има прво и основно оние стамбени кредити кои што стварно се земаат, али од страна на давачот на кредитот тешко се објаснуваат под кои услови све се земаат тие кредити. Со тоа што имаме променливи камати и фиксни камати. Во тие променливост на каматите има доста заврзами каде што она што го рече господјата, не ти ги дава договор да го прочиташ како што треба. Прво договор кој се вклучува треба целосно, што викаме словце до словце да се прочита, за да се кажи на кој начин можат тие да те изигра. По тие сите, поготово потрошачките, ненаменските кредити, најповеќе се изигрува тука граѓанин. И затоа олкави провизии имаат банките во текот на годината земање. Тука треба да се обрни големо внимание при земање на кредитот. Кредитот е многу деликатен, затоа што граѓани не обрнува внимание. Зошто? Затоа што тој кредит колку е корисен, толку е и штетен. Колку провизии се плаќа,
тоа невозможно, човек не може да ги свати тие нивни све каде што ставаат точки, запирки и така натаму. Јас би му пожелил на сите граѓани да внимаваат целосно на тој договор. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Наред е вклучувањето на нашиот денешен следен гостин, оној кој што може би неговото искуство, односно неговата невладина организација, токму се справува со проблемите на кои што наидуваат нивните клиенти, а тоа се луѓето кои што се во долгови токму поради неможноста за отплаќање на кредити. Чести задоволство ми е да го најавам господинот Тони Станковски од Љубезност. Тони, благодарам што одвоивте и вие време да бидете дел од Црвена линија. Добар ден и ви благодарам на поканата. Зборуваме за една болка наречена кредити, а вие имате искуство токму со клиенти кои што од кредитоспособни стануваат нешто подоцна некредитоспособни. Ова е реалноста со која што вие како невладена организација секојдневно се среќавате, па еве, каде најчесто граѓаните според вас грешат и при подигнувањето кредити, постојат ли солуции за да бидат избавени од ваквите состојби? Вака, јас ќе зборувам од аспект на нашите крајни корисници кои што ги помагаме, а тоа се бездомните и социјално загрозените. Во нашата држава е голем бројот, меѓутоа ова што ќе го зборуваме врз база на нашата база на податоци, врз база на луѓето кои што ние ги помагаме. По тоа искуство што го имаме, се покажува дека пред самото потигање на кредитот постои еден поголем проблем кој што се провлекува и кој што на некој начин се пресликува и при самото подигање на кредитите. Тоа е начинот на планирање на личните финансии, односно семеен буџет и така натаму. Има случаи каде што луѓе кои што заглавиле со кредити во некои предходни подобри времиња имале проблеми каде што нели подобро живееле, имале подобри примања, имале проблем со планирањето на своите лични финансии. Така да одредувањето на приоритетите, планирањето на предвидените и непредвидените трошоци, проценката врз база на реалната ситуација во која што се наоѓаат, едноставно им довело до тоа да, иако имале средства, сепак не успевале до крајот на месецот на некој начин да ги покријат трошоците. Тука не зборуваме за минимални средства кои што колку и да се минимални, едноставно не може да се покријат реално трошоците. Зборуваме за средства кои им биле доволни во текот на месецот, но сепак ради лошото приоритизирање, лошото планирање на личните финансии, едноставно доаѓале до ситуација да до крајот на животот, до крајот на месецот се извинува, не може да ги покријат трошоците. Да. Зборуваме за вработени, зборуваме за приматели на социјална помош. Имаме случаи каде што примател на социјална помош треба да земе средства во вредност од 5 месеци одеднаш. Претходно живеел со многу поминимални средства и тие средства му се доволни, да кажеме, за еден следен период, ако не за 5-6 месеци, меѓутоа за 1, 2, 3 месеци да ги покрие трошоците, ги троши во текот на една седмица. Да, пак до крајот на месецот е без средства. Така да планирањето на лични финансии има еден дел кој што е многу битен за луѓето да не заглавуваат, соодветно на тоа и при самото аплицирање на кредити, добра проценка на ситуацијата во која што се наоѓаме, за да едноставно одлучиме да земеме кредит, меѓутоа со реална можност да го враќаме истиот. Така, а дали секогаш ситуацијата е безизлезна за оние кои не се во можност да го отплаќаат кредитот? На какви примери наидувате и што во таков случај? Во нивни очи е безизлезна и тогаш знаат додат уште подлабоко и уште повеќе да се задолжат, или пак продолжуваат со покривање на секојдневните трошоци онака како што знаат или како што сакаат, а за враќање на кредитот ако остане време, а најчесто ако останат средства, а најчесто не остануваат. Имаме најразлични примери, веќе издвојам некои од нив.
Имаме во моментот 7 домакинства кои се заглавени во долгови од земање на брзи кредити од базата на податоци што имаме. Еве еден пример, 59 годишна жена која живее сама поради соврќајка нели во порани години, користи помагало за движење и зема инвалидска пензија од 16.000 денари. Задолжена е во банка со сума од над 400.000 денари. Брза картичка нашата е со дозволен минус 27.000 и брз кредит. Има да го враќа долгот 98 рати, значи до 28 година по 6.300 денари, брзата картичка 500 денари и брзиот кредит 3.700 денари месечно. Кога се соберат сите тие средства, излегува околу 70% од сумата што ја прима, нели што е како приход од инвалидската пензија, а каде се останатите трошоци, струја, вода, храна. А дали има неплатено година и пол? Да речеме нема покритие. 4 месеци исклучена струјата. Исто така 15 сметки неплатени. Еве со наша помош се платија 8 од нив, 7 остануваат кои што треба да ги плати, тука е водата неплатена, тужба, има извршители и така натаму. Каде е храната, каде е хигиената, каде се останатите работи. Така да, дефинитивно, излезот е во пред се имање на дисциплина во укривање на долговите и по цена на, како да кажам сега, да не бидам сватен погрешен, дополнителна жртва во ситуацијата. Зашто го велувам тоа? Зашто имаме ситуација каде што лице кое што е заглавено во долгови со кредити, вели планирам да соберам пари овие 2-3 месеци и додам на одмор кој што чини 300 евра и други трошоци планира, а каматите растат на долговите. Тоа го остава како последно за решавање. А тоа треба да му биде примарно, така. Кога веќе имаме кредит, кредитот треба да биде на прво место, па да жртвуваме многу повеќе од останатото. Благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од Црвена линија. Времето на Црвена линија сега ќе го отстапиме токму за граѓаните кои што најверојатно ќе ни откријат за нивните искуства со подигање и враќање кредит, па препорачуваме топло да доследите до крај емисијата Црвена линија. Благодарам уште еднаш. Така, сега пред да го приклучиме нашиот следен гледач, малце да посветиме внимание на Facebook, одиме во пораки, имаме порака од Игор, која гласи: Здраво, поздрав од Игор. Да ви кажам за кредитите треба внимателност, бидејќи кредитите може да бидат многу опасна работа и те предизвикаат многу главоболки. Поздрав. Така, сега време да ве слушаме вас, одиме со следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Црвена линија, дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте со нас преку слушалка и еве уште еднаш со Тео. Добар ден од Црвена линија. Дали? Да, во програма сте. Добар ден. Добар ден, се надевам дека не слушате. Добар ден. Јас ме слушам. Одлично, еве слушаме и ние вас конечно, па еве какво е вашето искуство со кредитите и кој е воопшто вашиот став однос на читањето на договорите и познавањето на условите кога се аплицира за кредит? Значи, имаше еден пред мене, меѓутоа изгледа сум јас на ред за зборување, така? Така е, повелете. Благодарам тогаш. Па баш убаво што ставивте таква тема, кредити, сега веќе и јавници сорти фирми, не знам какви или не, банкарски или лихварски или... Едно време лихвари ги кажуваа банкарите, а тие лихварите се знае зошто давале пари, со која цел давале пари, заради лихва. И сега ова заради лихва. Меѓутоа сега се прават ептен штепни договори, а нашиве луѓе заради пусто полагоден живот ли, како ли да речам, дали некој куќи прави, дали за комар ги зема, дали зошто, изгледа се земаат пари да ангро од тие лихварите и заглавуваат луѓето на ангро и заглавуваат. Така да убаво е
што луѓе што ви беа во комуникација да кажат како што, нека отворат очи овие наши граѓани луѓе и така сме оголени од нашите владетели Дали до никогаш гола сте били кожа. корисник на кредит? Па и од лихварите оголувањето да се додаде, значи на македончето голуцијата не му престанува и ќе дојде до ептен полошо, затоа свестување на оваа нација коцкарници, лихварници, да се избегнува да се гледа животот во фамилијата, да се обезбеди деца и фамилија со леп, со облека, со просвета, а не со коцкање и со овие работи што се лоши за сите и за нас. Ајде, фала, пријатно. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Меѓу другото ќе потсетиме дека граѓаните бараат решенија за да ја надополнат дупката и на својот семеен буџет. Некои сакаат да си го решат стамбеното прашање, некои едноставно им недостигаат средства за некои работи кои што се исклучително битни за семејството, така да не секогаш се аплицира за да се задоволат некои, еве, како што и рече гледачот, може би за некои безцелни задоволства. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Сега е Баба Роска. Голем поздрав до вас, Баба Роска. Така, сине, ајде малку да ми кажеш темата, како се уклучи. Ете, темата е зборуваме за условите за кредити. Еве, дали вие, Баба Роска, сте имале кредит или може би се уште имате кредит? И дали граѓаните всушност се запознаени со условите и ги читаат договорите? Вака, сине, ќе ви кажам. Ајде. Малку и телевизорот повеќе да го намалам. Така е? Го пусти за да ве чуем убаво. Па сине, вака, јас сум 84 години, не ги крием никој пат. А сум работила 35 години, само еднаш ќе идем земено кредит да купам дуќан. И денеска он ме подпира тој дуќан, а пензијата ми е мала, ако не, до 35 години 12.000 пензија имам, тоа е срамота на оваа држава. Така, и кредит никад више у живот не да земам, ни да деца давам да зимат. Добро. Така, сине, околу темата тоа, зошто јас сакам сметате да ве дека прашам. Еве, зошто имате таков однос кон кредитите? Еве, какво е вашето искуство кога го земавте кредитот? Кога ви беше науку? Тогаш мораше, ќе останем без работа. Ме рушеа сине дуќанот и ми дадоа дуќан да купам, а јас бев почела да градам куќа и така без укрива. Така. Благодарам што го споделивте вашето и мислење, но секако и искуство на оваа тема во Црвена линија. Во продолжение секако имаме и коментари кои што ги имаме токму на нашите социјални мрежи. Токму така имаме еден коментар моментално на нашата Facebook страна, идеме да го прочитаме заедно од Слободанка. Ништо не е јасно со банкиве. Во секој договор за било што има толку многу напишано со ситни букви, така да треба секако лупа да се земе и да се проучи, а ретко кој од нас го прави тоа. Му веруваме на службеникот кој ни кажува само одредени работи, а не се. Поздрав и убав ден. Голем поздрав, продолжете да коментирате на Facebook, Instagram, а ние вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може и малку погласно. Добар ден, ја не знам се слуша. Да, одлично ве слушаме. Сакам, значи не внимателно со кредитите, имам доста искуство така, меѓутоа зависи од банката. Секој пат условите во секоја банка се различити. Значи, едно ви кажуваат, вие прифаќате, меѓутоа ако ќе почнете да попунувате формулари понатака и кога ќе почнат да ви кажат колку е провизија за ова, па колку е ова, па колку е она, па колку е она, значи ништо не е од она што го кажуваат и што го рекламираат. Меѓутоа, ти не можеш да го прочиташ, он ти идеш таму, попунеш и правиш. Значи, он ти го дава тебе договорот веќе кога попунуваш. Значи, они треба унапред тебе да ти го дадат договорот, да го прочиташ убаво, па да ги видиш условите. За жал, кај нас тоа уопште не е така. И мислам дека ова банките се, како да кажам, на грбот на сиромасите живеат од камата и од вакви злоупотреби, да ги речам, можда е малку лош збор, меѓутоа во некој случај така доаѓа, пошто ти кога не можеш нешто унапред да го прочиташ и да одлучиш, тоа е веќе друго. Ти не можеш тука да седнеш, а тоа е толку напишано
за секни букви, а то толку страници има, ја не можам стварно да сватам. Така да не дај Боже да ти затреба кредит. Меѓутоа, ако ти треба за некои услови што да правиш, мораш све да прифатиш. А ова предупредување се прави пред да се случи ова, а не откако ќе се случи, откако ќе се случи веќе готово. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Сега одиме малку кај Твитер заедницата да видиме што има да кажат на тема кредити. Токму така, идеме со објавата од Телма. Нов шок за граѓаните. Ќе растат каматите на кредитите и депозитите. И за сето ова Бредли Купер си напиша: на здравје зголемување камати на кредити. Овие ќе не донесат до питачки стап. А сега, она што сигурно нас ќе не донесе е до нов гледач. Ве вклучуваме и велиме добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден. Ве слушаме. Еве какво е вашето искуство со кредити? Некој друг се уклучи. Ве слушаме, вие сте. Јас сум? Да, па добро. Добро. Знаете што, ме заинтересира овие продавници за пари и отидов, јас сум пензионер. Не сакам да земам кредит, него сакам да видам со какви камати идат. Без зграната. Значи, кога реков, добро, за 20.000 денари, на 12 месеци, колку би требало да вратам? Кога ми кажа вработената дека треба се вратат 45.000, јас реков, извинете, со каква камата вие идете? Па не знам, знаете што, ние имаме луѓе кои што се загрозени, кои што морат да земат кредити. Па викам, тие луѓе кои се загрозени, вие не да ги тепате, ги дотепувате, ги убивате со овој износ. Отидов во друга продавница, за пари зборувам, прашав на 9 месеци, за 20.000, колку треба да се вратат? 37.000 денара. И дали сето ова се одвиваше во една устна консултација, дали може би покажа како изгледаат договорите? Не побарав договори, него да ви кажам, толку ми падна тешко кога видов особа која што потпишува таков договор, али знаете што, ја не можев да се мешам, сега секој човек тоа си е возрасен човек, али излегов и бев во душата толку огорчена. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Напомена 90 секунди е за секое излагање. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало? Да. Во Црвена линија сте, повелете. Значи, на линија сум. Да, вие сте, продолжете. Вака, мене ме интересира, кога беше тат од Битова, ме слушате? Да, продолжете, слободно. Така, кога ние сите имаме поварување од банките имаме поварување на пари, никој не ги врати. Многу души, знаете, дека се убија, се обесија, а ова се сега што се случува, да речем банките, не знам кои банки се тие и која мафија е, мислам дека е мафија, дава такви брзи кредити, такви млади семејства пропаѓат и никој не реагира. Значи, никој не реагира. Оди, млад пар, има детенце, што да прават? Мора да се хранат, мора ова и ќе одат да го земат тој пусти кредит. Не може да го вратат. Но каде е државата? Државата каде е кога требаше да враќа пари? А кога треба да зема пари, ќе употребува извршителите и судиите и сите тие работи. Според вас колку се јасни условите за подигање кредит, еве? Мола? Според вас колку се јасни условите за подигање кредит? Не се апсолутно никакво, пошто имам искуство со мојот син. Значи, мојот син зеде 20.000 денари, дојде да враќа 10.000 евра. И, значи, затоа сум јас сум еден човек кој што тат изгуби 30.000. А како се случи тоа? Како може тоа? Па тоа се случи, нема млад пар кога да му помогна без да знам тие зедоја и ојде реално да кажам, ојде да фрлат некој во тие казина, мазина, влева внатре и толку. Значи... Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Сега е време малку да одмориме со реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега е време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање на Инстаграм Црвена линија.
Дали ги читате редовите со мали букви долу на крајот договорот? Да, 67%, не 33%. Добро, задоволувачки резултата. Она што е секако сигурно дека брзо информирани и добро информирани ќе бидете доколку ја посетите telma.com.mk. Сега ве препуштаме на програмата на Телма, а мене и Тео Црвена линија повторно ќе не гледате утре во истиот термин, веднаш по вестите. Довидување. Чао, чао.